Социјалдемократите го изградиле кинескиот зид, ама не стигнале да го пуштат. Може би ова ви звучи смешно, но како што тргнале овие од СДСМ, ништо чудно да слушнеме и ваква нешто од нив. После цели 7 години на власт, во кој не асфалтира ниту едно обично градско сокаче, а не пак некој посериозен автопат, сега се фалат дека сите нови патишта, делници, мостови, надвозници и слично биле нивно дело, а не на новата влада. Тие само што мислеле да го завршат, ама ете кутрите изгубиле на избори и не стигнале. Па сега истите луѓе, од истата партија, што со зурли и тапани го отвара автопатот до Грција, што целосно, не делумно, туку целосно, со се собраќајни знаци им го сработе предходно ВМРО ДПМН, се држуваат да држат пресконференции и се жалат дека новата влада им ги крадела проектите. Па немојте ви се молам. Да, навистина може би дел од овие проекти за патишта беа предвидени и може би започнати за време на мандатот на СДСМ и ДУИ, но тие никогаш не беа завршени. И тоа не бидејќи немаа време, туку затоа што минатата власт овие проекти повеќе ги користеше за цицање на државни пари во нечии џебови отколку за нешто друго. Сите проекти им беа заглавени во разноразни административни лавиринти, сомнителни тендери и слично. Па еве на пример, поминаа цели 2 години од потпишувањето на фамозниот договор со Бехтел и ЕНКА, но машините не работеа се додека Мицковски, Николовски, Трајановски не се фатија во клинч со проблемите. Слично и со експресниот пат Градско-Фариш во должина од 15,5 километри, кој беше пуштен пред некој ден. Слично и со патот Крива Паланка-Страцин. Се стоеше во место, немаше машини, немаше работници. Да не правиме муабет за патот до Блаце, кој Господ знае кога ќе се прави поради заврзламите на ДУИ. Што сака нека кажува СДСМ, му се допаѓало тоа некому или не. Факт е дека за само 7 месеци новата влада успеа да заврши 2 големи делници. Следната цел е дури и оној вечниот автопат Кичево-Охрид, од кој добар дел ќе биде пуштен за оваа туристичка сезона, а комплетното завршување се очекува кон крајот на 2026 година. Значи пари за автопат имало, мора да има и веројатно и порано имало. Проблемот досега беше во незаинтересираноста и неспособноста на минатата власт да се зафати со крупни инфраструктурни проекти. За нив важеше мантрата почнато, а не довршено.